Добар ден, почитувани гледачи. Дали некогаш сте се запрашале колку сте безбедни на вашето работно место? Според некои податоци, Македонија е високо ризична земја за работниците. Податоците покажуваат дека во 2017 година се евидентирани 24 смртни случаи, а имало 1600 повреди на работното место. Овие бројки не се така мали, значи 24 згаснати животи, 24 семејства може би останале без изворот на екзистенција. Што се прави на овој план? Денес ќе разговараме во емисијата Под лупа со мојата гостинка Славица Јанкова, проектен координатор на Македонското здружение за заштита при работа. Добар ден, добре дојдовте во Лупа и во телевизијата ВМ. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата. Вие веќе неколку дена ни сте гости во Охрид, инаку доаѓате од Скопје. Здружението овде има една сесија, еден проект е во тек, значи ова е веќе втора сесија, имавте и минатата недела неколку предавања и се со цел да се види докаде и како се одвиваат работите на овој план. Колку работниците се безбедни на работните места и што може да се направи за да се подобри ситуацијата. Па што покажувате податоците со кои што вие располагате? Овие податоци се всушност оние кои што вие претходно ми ги дадовте и сигурно имате работено и уште подетално на оваа тема. Па како се одвиваат работите? Има ли надеж за подобрување на истите? Благодарам. Пред се, како што рековте, податоците кои што ви ги дадовме се од годишниот извештај за несреќи и повреди при работа, кој што Македонското здружение за заштита при работа го изготвува започнувајќи од 2010 година. Морам да потенцирам дека тие податоци се превземени од јавните медиуми и се изработени, извештајот се изработува според ЕСАФ, европската методологија, каде што повредите и несреќите и професионалните заболувања се рангираат според денот во годината, месецот, според пол, возраста, според дејноста. И овој извештај го изработуваме со цел не само да останат бројки, односно да биде во општеството како компарација да со други податоци да се направи анализа на состојбата што се случува во Македонија, кои се причините поради кои ни се случуваат несреќите и смртните случаи во Македонија и на крајот да се пронајдат решенија како тоа во иднина да го намалиме или да го доведеме до нула несреќи при работа. Ние инженерите велиме дека не треба да бидат овие податоци статистичка грешка, односно само да ги броиме и селектираме некаде во некои табели. Можам да кажам дека генерално во Македонија, започнувајќи од 2007 година, законот е изготвен, подготвени се и донесени подзаконски акти, правилници, се уште постојат некои правилници за работа на височина, за работа на отворено, кои што не се донесени и треба да се работи, да се донесат во Македонија, да стапат на сила. Во изминатиот период, некаде чинам март месец беше, од Меѓународната организација на труд беа поканети евалуатори надворешни кои што треба да оценат состојбата за периодот од 11 години од како е донесен законот и се имплементира како е во Македонија и на крајот да се излезе со решенија дали ќе биде тоа ревизија на постоечкиот закон, донесување на нов закон и така натаму. Простор за подобрување секогаш постои. Ние како Македонско здружение за заштита при работа работиме токму на тоа подигање пред се на јавната свест. Кај нас не се селектираат никогаш ниту работодавачите, посебно ниту стручните лица, тие кои што се директно вклучени во имплементација на законот, ниту пак вработените се бараат причините. Ние едноставно се трудиме да направиме склоп, односно пред се за нас безбедност и здравето при работа е семејна вредност. Со безбедните и добри работни места си ги заштитуваме семејствата. Нели секој од нас наутро кога ќе тргне на работа, покрај тоа што има цел ден работни обврски, тежне, здрав и жив, да кажеме народно, да се врати дома кај своите
деца кај своето семејство. Сега вака, ова е се оставено, да речам, на совест, значи на совеста на работодавците, многу пати и на работниците, некогаш и сами свесно се изложуваат на некоја непотребна опасност. Значи тие треба да водат сметка колку и како се заштитени, да не се доведуваат во ситуации кои што можеби се живото загрозувачки. Закон реков имаме каков таков, треба да претрпи можеби некои измени, некои дополнувања, но колку досега истиот се почитуваше. Имате ли некакви сознанија? Тука и други институции треба сигурно да бидат инволвирани во спроведувањето на законот, пред се државниот инспекторат, значи колку се работи на терен, колку се контролира дали законот се спроведува, затоа што мислам дека ако се остави простор, секогаш ќе се најде можност да се изманипулира некоја законска одредба, нешто што можеби не мора и да не се испочитува до крај. Но ако имаме строги контроли, тогаш ќе биде ситуацијата сигурно поинаква. Да, токму како што кажавте, дали законот се имплементира? Да, законот се имплементира. Значи, почнувајќи да кажем од кога е донесен 2007 година, па ако гледаме во денешница, земејќи нанапред, веќе можеме да кажеме дека почнуваат луѓето да препознаваат кога се зборува за безбедност и здраве при работа, дали работодавачите, дали вработените, значи подеднакво. Меѓутоа, за состојбата, за извршените инспекцијски надзори, за излегувањето на терен, за санкциите кои што се изречени, колку работодавачите го имплементираат или прашањето како го имплементираат, како што рековте, може да се манипулира, ние немаме таа бројка, затоа што ние сме граѓанскиот сектор кој што се трудиме да бидеме во чекор нормално со јавните политики, односно со извештаите кои што ги подготвуваат Државниот инспекторат на труд. Можам да кажам дека ние сме како здруженија член во Националниот совет за безбедност и здравје при работа како највисоко тело кое што треба да ја спроведува, односно ја изготвува стратегијата за безбедност и здравје при работа и некако сме во партнерство, заедно работиме со Државниот инспекторат, со Министерството за труд и социјална политика, со работодавачите и токму во таа насока се изработуваат стратегиите за понатаму да направиме подобро тло за безбедност и здравјето при работа. Дали ќе се делува во делот на да започнеме со едукацијата. Значи се работи на тоа поле, да се безбедност и здравјето при работа да се воведе уште во основните средните училишта. Потоа да се едуцираат работодавачите кој е економскиот аспект од примена на Законот за безбедност и здравје при работа. Од друга страна, за лична заштита пред се едуцираат и вработените. Точно така, како што кажавте, бидејќи ние сме, да кажем, на терен, организираме обуки, посетуваме настани кои што се организирани од другите, кога разговараме со вработените, точно е дека има и отпор, точно е дека се прифаќа тоа што им е понудено од страна на работодавачите. Затоа не може да направиме некоја генерална паралела, односно генерално да ги поделиме дека работодавачите се само тие кои што не го имплементираат законот. Во таа насока повторно ние апелираме заедно со Државниот инспекторат, со Министерството, со докторите по медицина на труд и со факултетите, образовниот систем, постојано да се говори на оваа тема, постојано да се прибележува секоја настаната повреда, да се извлече заклучок од нешто што не се случило и тоа во иднината да го можеби не можеме целосно да го елиминираме, затоа што нема професија која што нема ризик, меѓутоа да се сведе на минимална грешка. Така. Кога разговаравме на оваа тема пред некое време за потребите на информативната редакција, при интервјуто некои податоци кои што ги добив ми беа познати, а некои ме вчудо не видеа и мене, затоа што еве кога зборуваме за високоризични професии, тука беше нагласено дека спаѓа градежништвото, што е многу логично, земјоделството, но беше спомената јавната администрација. Мене лично тоа малку ме зачуди. Од кој аспект? Значи, како може да биде јавната администрација високоризична професија?
За високоризична, мислам, не знам како сте го добиле тој податок. Јавната администрација е спомената во делот на извештајот каде што пишува дека најмногу повреди во текот на годината се таму настанати. И тие ревносно си ги пријавуваат повредите. Значи станува збор за, не знам, повреда на око од хефталка, што може би сметаме нели прв пат кога ќе се спомне дека е невозможно, меѓутоа се случува. Има случаи кога наткасна со документи паѓа на стапалото, се добиваат скршеници, се повредуваат тетиви, дури иде до не знам кој степен на инвалидност. Во таа насока е јавната администрација. Јас знаете на што помислив? Помислив дека бидејќи секојдневно имаат контакт со многу луѓе, со секакви барања, па дека тука малку страда нивниот нервен систем. Точно, стресот во поново време премногу е актуелен. Сега почнуваме да зборуваме за стресот на работните места. Дали тоа се зема во предвид? Мислам, да. Тоа е можеби вака надворешно не е видно, но сепак не е за занемарување. Да, тоа се зема во предвид. Значи, стручните лица кога прават, кога елаборираат работна позиција, ги зимаат тие ситуации, стрес на работното место, конфликт со странки, клиенти, напад од странки, значи се зимаат. Тие се дел од кои што се впишуваат во ризиците, кои што можат да бидат од кои што произлегуваат од самото работно место. Колку работодавците кога еве ние како потенцијални работници ќе одиме да побараме работа, искрено ги информираат заинтересираните лица што се ги чека на тоа работно место и кои се опасности ги демнат. Значи, дали, затоа што знам случаи кога ќе одеш на интервју за работа, значи, се она мет и млеко како да ќе тече, ти представуваат една слика многу поинаква од она што е реалната на терен или на конкретното работно место. Кога веќе ќе почнеш со процесот на работа, веќе дознаваш со што конкретно се соочуваш, кои се опасности или кои се одговорности треба да ги исполниш. Значи, дали и колку се искрени работодавците, затоа што знаеме дека се помалку имаме работна сила, посебно квалитетна работна сила, значи не можеме многу да бираме, па може би во некои професии, кога ќе се пријави некој за тоа работно место, работодавците прават се за да го придобијат и за да го задржат, да го примат, но тој потоа ќе дознае што се таму го очекува. Искрено да ви кажам, јас и лично немам таков податок и не можам да кажам како постапуваат работодавачите кога вработуваат, односно како ги опишуваат своите работни места. Можам да кажам дека има компании, работодавачи, кои што комплетно имаат имплементирано закон за безбедност и здраве при работа, имаат, се вложуваат, им обезбедуваат здрави работни места на вработените, имаат имплементирано стандарди, како нашите стандарди, па стандарди кои што важат во Европа. Може би во овој случај се ајде од другата страна прашањето колку па тие што аплицираат луѓе на работа прашуваат какво е работното место, дали си ги знаат своите права и обврски кои што произлегуваат од Законот за безбедност и здраве при работа и ако ги знаат, ако се информирани, дали ги почитуваат. Значи, ви велам, секогаш постојат двете страни. Мислам, ние како граѓански сектор, да, треба да го подигнеме гласот како граѓани, да ги кажеме нашите ставови и мислења. Меѓутоа, ниту на едната, ниту на другата страна, податокот не може да биде 100% точен, да кажеме дека работодавачите помалку се залагат. Ви велам, има и такви случаеви каде што буквално се импровизира имплементирањето на законот и тоа е колку да се помина, поготово ако има дојдена инспекција во контрол. Значи тоа колку може најминимално, што е најосновно да се имплементира од законот, без разлика колку високо ризична професија, односно дејност извршува компанијата. Значи повторно велам, потребно е заедно, потребно е, еве вака, и со вас новинарите, да имаме, можеби, почесто емисии кои што ќе ги информираат сите страни,
кои што ќе се залагаат да одиме кон она што е подобро. Да не се враќаме секогаш во минатото, вака било, па сега вака треба да направиме. Потребно е заедно и во насока на имплементирањето на законот на работните места, потребно е заедно тоа да се прави. Значи, работодавачите имаат обврска. Меѓутоа, во самиот закон пишува дека работодавачите треба да направат тим и да разговараат, односно да ангажираат стручно лица. Стручното лице треба да биде присутно меѓу вработените, треба да биде присутно на работните позиции, треба да комуницира со вработениот, затоа што вработениот на тоа работно место си ги знае најдобро аномалиите и предностите и може да предочи. Многу често, верувајте, самите вработени, без разлика што не се стручни лица, го немаат тоа образование, ја немаат едукацијата и сертификатот од државата, може да дадат добри мерки, препораки, затоа што целодневно 8 часа поминуваат на тоа работно место. Значи, сепак треба сите заедно, а инспекторите, односно Државниот инспекторат за труд, се тие кои што советодавно треба да ги насочуваат дека законот постои, дека треба да се имплементира, треба да се почитува и јас мислам дека само така можеме негдека да се поместиме. Рековте дека еве после спроведување на вакви сесии, еве овој проект веќе започна, имавте, мислам дека едниот турнус, да, беше тродневни предавања, да, па сега имате уште еден и уште два треба да имате, така и завршува тој дел на проектот, потоа продолжува со други некои активности кои што се имплементирани во него, за на крај да се донесе една стратегија. Значи, колку се почитуваат ваквите стратегии, колку се земаат во предвид, затоа што може да имаме стратегија само на хартија, а сепак да не се зема во предвид. Прво да ве поправам, јас се извинам, не е стратегија во овој проект, него тука на крај ќе се донесат препораки као полис пейпер, као водич, кој што ќе се достава до државните институции, за она што е, да кажеме, што граѓанскиот сектор го гледа како аномалија, а тука се вклучени и работодавачите, и синдикатите, и докторите по медицина на труд, и да се влие на јавните политики, односно да се влие на донесување на новиот закон. Уште подобро, значи колку ваквите препораки стигнуваат до оние кои што треба и колку ги почитуваат? Што покажуваат вашите претходни искуства? Еве последното искуство со донесување на националната стратегија за безбедност и здраве при работа. Значи во Македонија е формира Национален совет за безбедност и здраве при работа, каде што членови се 15 члена и тука се застапени представник на владата, на инспекторатот, на образовните институции, на инженерите по заштита при работа, односно Македонското здружение за заштита при работа и организација на работодавачите и представници на синдикатите. Сега, сите заедно работеа за донесување на националната стратегија. Сите доставија предлози во делокругот на делување, на нивното делување. Сите работеа со своите таргет групи. Потоа, сите тие предлози, идеи што беа дадени, беа заеднички обработени од потесна група формирана од Националниот совет и се донеса Националната стратегија 2020. Акциониот план е изготвен, таа беше промовирана и јавно е објавена. Сега стапува на сила имплементирањето. Можам да кажам дека од делот кој што се однесува на граѓанскиот сектор, односно на Македонското здружение за заштита при работа, веќе отпочнавме со активност. Значи започнавме, односно продолживме со организација на обуки за едукација за сите чинители. Продолживме со работка со медиумите, имплементираме во таа насока регионален проект кој што за прв пат почнувајќи од 2016 се имплементира во Балканскиот регион. Вклучени сме Македонија и партнери се здруженијата од Косово, Албанија, Црна Гора и Србија. На национално ниво изготвуваме национален профил на стручно лице. Значи, сето тоа, односно студија за безбедност и здраве при работа се изработува и тоа се прави во сите 5 земји. На крајот од оваа година, повторно кај вас во Охрид, ќе имаме затворена работилница од 3 дена, каде што ќе се изготви Балканска регионална стратегија и студија,
Ќе имаме евалуатор, односно мониторинг од Европската унија представник, кој што ќе ни даде насоки како да се приближиме кон реформите за побрза, кон реформите на Европската унија. И во таа насока можам да кажам дека ние како граѓански сектор ги следиме насоките кои што се дадени во стратегијата и ги исполнуваме. Сега можам да кажам еве во нареден период и докторите по медицина на труд ќе имаат веќе едукација и тие се вклучени таму. Во стратегијата е вклучена ревизијата на законот, односно дали ќе биде ревизија или изработка на нов закон, значи почна да се имплементира стратегијата. Колку ќе се испочитува до крај рокот, дали ќе бидат опфатени сите насоки кои што се дадени во акциониот план, се уште е рано да се говори, ниту па може да дадеме предпоставка. Еве, јас лично не можам да дадам предпоставка. Можам само да кажам дека уште 2014 година беше изработена стратегија, каде што повторно беа вклучени сите членови од Националниот совет и стратегијата ја изработивме ние пак повторно со поддршка на еден проект. Таа стратегија некаде 70% е испочитувана и имплементирани се работите кои што се наведени во акциониот план. Така. Значи, ете, сепак работите се придвижуваат од една нулта точка, па одиме во нагорна линија и добро е тоа да се знае колку работниците се свесни дека има, значи, права, има кој да ги заштити, има каде да се обратат, има закон кој што се грижи за да се безбедни на нивните работни места. Знаат ли тие, мислам, дали се информирани и дали знаат да го искористат сето тоа? Па, дали се информирани? Еве, кога ќе се случи некоја несреќа, значи, што понатаму? Дали си ги бараат своите права, бараат некакво обештетување? Како се движат работите понатаму? Околу најдобро е да не дојде до сето тоа, но сепак кога ќе се случи, што понатаму? Кога ќе се случи, прво во насока на едукација на вработените, синдикатите си ја презимаат таа одговорност, нели заедно повторно соработуваме и заради тоа ние како здружение што повеќе можеме да ги информираме, спроведуваме разни кампањи. Организираме настани во соработка со компании кои што ќе ни дозволат настаните да се организираат точно во нивните редови, каде што присутни се нивните вработени и се трудиме да ги запознаеме до тој степен колку што е во наша ингеренција, колку што можеме тоа да го направиме. Во насока на кога настануваат повреди, искрено да ви кажам, веројатно постојат правници кои што може да им дадат правни совети, меѓутоа тука малку системот моментално затајува. Дали се тие правни совети бесплатни? Затоа што ако влеземе во лавиринтите на судството, тоа може да се заглави, па некој да се откаже ради тоа. Тоа е трошоците да бидат преголеми од она што ќе се добие на крајот. Тоа е предмет и сега ние го правиме тоа баш точно истражување. Во моментот нема таква агенција или правно тело или адвокати кои што работат стрикно на истражување на ваквите случаи, односно за помош на вработените. Верувам дека чини тоа затоа што треба индивидуално да се ангажираат адвокати. Секој ангажирање се наплаќа. Ние со почетокот на оваа година имавме во нашата годишна програма активност за истражување токму на тој дел. Во насока на тоа, заедно со правниците, односно Сдружение на правниците, веќе подготвивме еден концепт проект кој што нели потребно е пошироко да се разработи, меѓутоа ги опфаќа токму овие водич, треба да произлезе водич со постапки кои што ќе им помогне на вработените како да пријават несреќа, како да се заштитат од тие лавиринти, каде да се обратат, кој може да им помогне, каков став треба да преземат, односно да заземат спроти работодавачот и така натаму. Се уште тоа, како да кажам, се уште се крчка се изготвува, меѓутоа до крајот на годината се надевам дека ќе имаме резултати во тој поглед. Во моментот ви велам работат правниците, меѓутоа нема тело каде што можеме да посочиме
дека може да дадат правен совет и дека тоа може да биде бесплатна помош, дека е поддржано од државата или од локална самоуправа и слично. Затоа што многу работници кои што имале, значи конкретни ситуации на работното место, се откажуваат токму поради тоа. Високи трошоци, многу енергија, губење време, значи трчање по институции, ќе се речат на крајот на краиштата, да подобро да кренеме раце и од барање на правдата, отколку да уште повеќе да си направиме уште дополнителен проблем. Јасно ние, точно затоа ви велам, се трудиме да го опфатиме и тој дел, да работиме колку што можеме во овие услови, меѓутоа, да, тоа е еден елемент кој што пред се недостасува она основното, каде првично треба да се обратат, кои им се нивните права, како оди процедурата. Значи, Ајде да не ги запоставиме работодавците, затоа што да не се почувствуваат дека се маргинализирани или дека само ги потенцираме правата на работниците. Значи, и работодавците имаат своји права секако. Има и такви честни исклучоци кои што навистина го имплементираат законот, се грижат за своите вработени и така натаму. И има ситуации и случаи каде што пак работникот сака да го злоупотреби давачот, значи да, не знам, да исценира можеби некаква повреда на работно место, за да земе некаква оштета и така натаму. Колку пак работодавачите може да се заштитат од ваквиеве случаи? И како може да се заштитат? Па мислам дека кога збориме за да се заштитат работодавачите, малку се во предност наспроти вработените со претходниот случај што го споменавме, затоа што работодавачот кога го имплементира законот и не го прави тоа сам. Значи во законот му наложува дека треба да има стручно лице за безбедност при работа кој што е од неговите вработени, од редот на неговите вработени или ангажиран надворешно. Во Македонија има лиценцирани правни субјекти кои што се лиценцирани за вршење на работи од областа на безбедност и здравје при работа и тие се 47. Значи, он се консултира со нив за да се спроведат сите мерки, тие му ги даваат насоките, тие ги прават мерењата. Така да, мислам дека работодавачот, да, не велам дека нема злоупотреба од страна на вработените, меѓутоа работодавачот ги има, можам да кажам, има повеќе податоци кои што може да го заштитат, доколку е нели исправен во она што го налага законот, за разлика од вработените. Затоа што работодавачот е тој кој што и тука, ако збориме за некои поголеми компании, тие веќе имаат и правни служби, имаат и своји адвокати. Многу често, например, на нашите настани се присутни од страна на работодавачите не се стручните лица, него правници кои што следат законската регулатива, кои што ги следат измените, кои што прават споредба со други закони, други правилници, кои што се врзува со законот за работни односи и така натаму. Колку функционираат реално синдикатите во работните организации и колку и понатаму се тело кое што ги штити правата на работниците? Значи, пред едно 20 години, на вистина синдикатот беше многу значајно тело, значајна форма за заштита на работничките права и не можеше се така лесно да помине. Да биде работник избркан од работа или во некој друг сегмент од работењето да биде обесправен. Значи, сето тоа мораше да помине низ сите тие канали, па да се види оправданоста и сето тоа. Значи, чувствува и на сигурност на работното место и од овој аспект, не само од безбедносен. Колку сега ситуацијата е таква, мислам дека работниците некако како да имаат чувство дека се оставени сами на себе, како да нема каде да се обратат кога ќе имаат проблем. Барем во поголемиот дел од работните организации. Можеби има работни организации каде што синдикатите функционираат на вистина онака како што треба и која што им е основната задача и функција. Синдикатите во Македонија, мислам дека беше 2014, се искрено не можам да се сетам на годината, се изборија да бидат вклучени директно во Законот за безбедност и здравје при работа, каде што во членовите беа додадени дека треба да се консултираат, да се добие мислење од нивна страна, односно од претседателот на синдикалната организација и тие здружувања како синдикални имаат во поголемите компании.
И сега, за разлика од помалите компании, тука таа улога ја игра представникот на вработени за безбедност и здравје при работа. Тие, колку што сум ја запознаена, тие се вклучени во економско-социјалниот совет, значи како синдикат, имаат право да го дадат својот глас и знам дека во изминатиот период кога се правеше ревизија на законот за работни односи, тие и такако имаа предлози кои што ги доставија, се разгледуваше по основ на нивното барање. Повторно се вклучени, можам да кажам, како што ви велам, во Националниот совет. Значи, таму имаат 5 члена за безбедност и здравје при работа. И сега искрено како индивидуално функционираат во компаниите, не би можела да дадам некој одговор. Може би требало тие да бидат денеска тука присутни со нас, но ние како здружение се трудиме, пак велам, од страна на работодавачите и вработените да им помогнеме да бидат вклучени барем во оние наши проекти кои што ги работиме за промена на придвижување од областа на безбедност и здравје при работа на ниво на Република Македонија. За поздравување е вашата иницијатива, што сте се охрабриле да ги соберете сите на едно место, да се соочат едни со други, да си ги кажат секој своите проблеми, недостатоци и она што им пречи, она што може да се поработи, да се подобри. Само на тој начин може да се решаваат работите и се надевам дека ќе има и конкретен бенефит од се това. Овде некаде ни завршува првиот дел од нашиот разговор. Имаме уште на ова тема. Ова тема е секогаш актуелна, значи не треба посебно некое време или нешто да се случи. За жал, најактуелна е кога ќе имаме, не дај Боже, некој смртен случај. Повредите на работно место честопати остануваат и поминуваат така незабележани, но кога ќе има смртен случај, тогаш најмногу се крива прашина, тогаш и ние новинарите ја актуализираме темата, повеќе се зборува за тоа, за секој чудо за 3 дена, како што велат, ќе слегне прашината, ќе се заборави случајот, се до некој друг нареден и сето тоа така во круг. Малку ќе ве одморам, па уште имаме 20 минути за да разговараме на оваа тема. Кам, постојано ниски цени. Ченкарно брашно 700 грама 15 денари. Темно чоколадо 200 грама 65 денари. Пелени плюс гратис омекнувач 1 литар 919 денари. Детски пижами 289 денари. Кам, купувај мудро. Artwall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeko. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни, и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невоструга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Artwall – нова енергија во просторот. Со преку 500 организирани родендени и 15.000 посетители, игротеката Вања во трговско-забавниот центар Вилич Вања Камчев на 20 септември ќе го прослави својот прв роденден. По тој повод, цел месец септември во игротеката Вања ќе има 20% попуст на роденденските забави и разни надпревари за што најталентираните ќе добијат 30 ваучери за бесплатен престој во игротеката во период од 2 часа и многу други вредни награди. На 20 септември ви подготвивме многу забава, музика, детски игри, популарни Дизни ликови, а секако нема да изостане и роденденската торта. Најголема награда за нас ќе бидат веселите детски лица и широки насмевки кои
децата ќе ни ги подарат. Резервирајте на време. Телефон 070 269 919. Трговско забавен центар Вилич Вања Камчев. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Секој ден донесуваш нови одлуки. Пред некои стоиш долго, а за други не се двоумиш. Некои ти го менуваат денот, а некои животот. И секоја од нив те води некаде. Тоа е твој став, твое право. Референдум 30 септември 2018. Твој став, твое право. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Времето за зимница дојде. Подготвени сте? Пржете, печете, лупете и не се грижите. Ангел Тренд е секогаш тука за вас. Текли, капачиња, лонци, цедалки и сите потребни машини и алатки за подготовка на највкусната македонска зимница можете да ги најдете во нашите продажни центри. Ја задржавме традицијата. Најголем избор по најниски цени. Ангел Тренд секогаш до вас на 4 локации, на 15 корпус, на Питу Гули, на Туристичка и Ново Лисиче Скопје. Хотел Престол, бисер на брегот на езерото, кој ќе ви приреди неверојатни и незаборавни мигови за вашите свадби и останати свечености за околу 300 гости. И сето тоа, зачинето со вкусна храна, врвна услуга, амбиент и декор кој го одзема здивот. Чувствувајте се отмено во најважните веселби во животот. Хотел Престол. Викенд акција во Миса Маркети. Ајда Меркашкавал, Алпенштрасе, 1 килограм, 274 денари. Златиборац деликатес сланина, 1 килограм, 299 денари. Елефант грицки, 80 грама, 19 денари. Мандарини, 1 килограм, 45 денари. Краш чоколадо со лешник, 80 грама, 32 денари. Типсо детергент за садови, 900 милилитри, 45 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Господи. Продолжуваме ние со нашиот разговор. Господја Јанкова ми е денес гостин. Зборуваме на тема правата на работниците, заштитата на работните места и колку се почитува законот за безбедност од страна на работодавците, а колку и оние кои што треба да го имплементираат истиот се, да речам, присутни на терен. Зборувавме за повеќе за повредите на работните места, но рековме 2017 24 смртни случаи на работно место. Значи не е тоа така мала бројка. 24 семејства се во прашање. Можеби токму тој кој што го загубил животот бил и единствениот извор на екзистенција на овие семејства. Што во вакви ситуации? Што понатаму? Значи, дали кој помага, дали работодавецот презема некаква одговорност тука, дали имаат право на некаква парична помош семејствата на овие загинати жртви? Државата што прави во вакви ситуации? Прво, постои процедура како се истражува таа несреќа, односно пријавувањето, доставувањето на пријавата во рок од 48 часа треба да се извести Државниот инспекторат на труд. Тогаш искачаат на терен. Државниот инспекторат на труд во случај на смртен случај, нели на терен искача доктор, полиција, се собираат сите податоци од настанувањето на случајот, а потоа Државниот инспекторат на труд го проверува начинот на имплементирање на законот, односно што се е преземено за тоа работно место. Потребно е да се изготви извештај од нивна страна. Во случај кога извештајот посочува дека работодавачот не е виновен, значи нема санкции, парични казни кои што се дефинирани во законот, на доместокот за семејството на загинатиот, мислам дека во некои компании е регулирано со колективни договори и тоа не е дефинирано во Законот за безбедност и здраве при работа, ниту пак на државно ниво не е дефинирано некаква помош за фамилијата во иднина, нели, ако мислевте на тоа, заради тоа што некој починал од нивното семејство. Начинот, за жал, тие семејства губат еден извор, може, како што рековте, да е единствениот извор за екзистенција. И токму поради тоа, пак велам, потребно е да се изнаоѓаат решенија во насока на тоа да их се спречат несреќите на работа или да се разговара, еве токму како отворено прашање ова, што потоа. Во многу случаи се случува другите членови од семејството да не можат да екзистираат во моментот на настанување на несреќата, односно да има период кој што не може да се заработи, дали тоа може да се покрива од страна на државата или на компанијата. Искрено ви кажам, моментално не знам индивидуално во компаниите како тоа се решава. Дали некои компании покажуваат добра волја да вработат друг член од тоа семејство кај нив? Да. Има случаи, доколку поготово децата, доколку веќе имаат завршено образование, се работоспособни или според возраста, има случаи каде што се вработуваат членови или сопругата, доколку може да се замени на тоа работно место, зависи, или ако може да се најде друго работно место, значи имаме такви позитивни случаи. Имаме, јас лично познавам и позитивен случај каде што работодавачот еднократно месечно, еднократно во рок од 7-8 години им исплаќаше на семејството одреден износ додека децата се школува. Мислам дека е добар пример. Добар, ама сигурно изолиран пример, не е тоа пракса, туку е се нашол можеби човечност и хуманост кај тој работодавец, што не е случај кај сите. Пред се си го гледаат бизнис интересот и тоа е тоа. Кога ќе направиме паралела помеѓу Македонија, значи од овој аспект за кој што денес ние зборуваме, и другите европски држави, каде што претендираме и ние да влеземе и да бидеме дел од тоа европско семејство, каде се наоѓаме ние тука?
Па еве јас ќе ви дадам само пример. Ако за 2017 година имавме 24 фатални несреќи со смртни последици, стапката значи на смртни последици при работа е 3,22, односно на секој 100.000 вработени загинува 3 до 4 вработени. Во Велика Британија е 0,5% на годишно ниво. Значи, ние некаде сме во долните редови, ако земаме да се споредуваме со останатите земји од Европска унија. Не зборам за регионот, него буквално за земјите кои што се дел од, како што е Велика Британија, како што е Данска, не знам, Италија, можеби и останатите. Значи имаме уште многу работа на ова поле. Па ние сметаме има првично како Македонско здружение за заштита при работа, кога почнавме да го изготвуваме извештајот, каде што ги сумираме податоците, а во тој извештај се опфатени, како што реков, податоците кои што ги земаме од медиумите. Меѓутоа, сегогаш генерално побаруваме податоци од државните институции кои што се надлежни да ги собираат тие податоци. Извештајот е токму тој кој што треба да ни даде насоки како да не ни се повторуваат истите работи. Затоа што во извештајот ние не можеме да се пофалиме дека имаме податоци за причините на настанатите, еве баш конкретно за 2017, ако земеме за тие 24 фатални несреќи. Ние не добиваме податоци, не можеме да добиеме податоци која е причината, кој е виновен, каков е исходот, зашто тоа се случило. Секогаш апелираме, секаде, не знам, се трудиме кај што можеме, дали со државните институции, дали со останатите партнери да разговараме на таа тема. Потребно е да најдеме причината. Потребно е да најдеме зашто ни се случуваат работите, не само да ни се повторуваат. И како што рековте, 3 дена да разговараме на таа тема, поготово кога станува несреќен случај за градежништво, затоа што тоа е обично во централно градско подречје, меѓутоа што станува збор со несреќите кои што се фатални, па да не ги спомнувам и малите деца кои што возат трактори, кои што работат со земјоделските алатки, кои што прскаат со пестициди, со отрови, без никаква заштита. Еве можам да ви навестам, имаме една истражувачка студија во Прилеп, токму ги опфаќа децата кои што работат на нива за тутунот. Значи, тоа се страшни податоци со кои што, меѓутоа, другата страна ја немаме причината зашто се случуваат тие несреќи. Кој е виновен, каков е исходот на таа последица, на тој несреќен случај, или да ги земеме во предвид инвалидите. Колку инвалиди на труд има во Македонија? Дали некој разговара со нив? Дали тие дале насока што се случило за да не се повтори истата грешка? Дали некој ги, можеби дел од инвалидите можат повторно да се вратат на работа? Да, изгубила некој дел од својот екстремитет, меѓутоа постојат опции да работат на друго работно место. Дали некој се сетил да им понуди тоа, да. Тоа се сите работи кои што ви вела малку по малку ги опфаќаме, се трудиме, соработуваме со институциите од надвор. Еве баш кога веќе разговараме за институциите од надвор, правиме споредба, значи со како тоа кај нив се решава, гледаме како се нивните проценти, како што кажав, на смртни случаи, ги земаме како една паралела да не бидат водиш дека уште повеќе треба да работиме, треба да се залагаме. Токму во таа насока, ова што го гледате, ја што го донесов денеска со мене, е една кампања за канцерогените, против канцерогените заболувања, односно изложувањето на сонцето може да ви убие. Значи, тоа е нешто што се однесува на сите нас, и на децата кои одат во училиште, ние кога се движиме, што со патот од дома до работа или од работа до дома. Значи, оваа кампања е спроведуваме, односно нас сме поддржувачи на Кралскиот институт за безбедност и здраве при работа од Велика Британија, кој што има нели подпис кралски декрет од кралицата, и можам да се пофалам дека пред 2 недели добивме од нив признанија во промоција на кампањата. Сме во првите 200 од цела Европа. Исто така, на страната на Холандскиот институт ТНО може да
за наша голема гордост е да кампањите кои што тие повторно ги спроведуваат, истражувањата кои што ги правеле, па направиле кампања против канцерогените заболувања, може да ги прочитате и да се запознаете на македонски јазик. Така. Гледам дека вие не застанувате и добро е тоа што сте фатиле еден терк и одите по него, ја ширите вашата лепеза на интереси, повеќе кампањи, повеќе проекти. Се надевам дека во скора иднина ќе се видат и конкретните бенефити од сето тоа ваше работење и залагање. Реков само со еден искрен, отворен разговор може да се решаваат проблемите и се надевам дека не во така далечна иднина, кога ќе одиме на работа, нема само да си посакаме дај Боже да се вратиме дома здрави, живи и безбедни, туку на вистина ќе имаме и нешто повеќе од тоа. Значи ќе има некој кој што се грижи за нашата безбедност на работното место. Се надеваме. Повторно велам и сите ние во здруженија разговараме за тоа, потребно е сите заедно да работиме, потребно е сите заедно да седнеме, да разговараме, сите инволвирани страни. За поздравување сте вие новинарите, поготово во последниве, да кажам, 12 година дена или 2 години, каде што веќе зборувате на овие теми, односно и вас се интересирате, затоа што морам да бидам искрена, во изминатиот период од 2007 година па некаде до 2013 или 2014 строго за безбедност и здраве при работа беше од ваша страна објавувано само ако настане некој смртен случај или некоја повреда при работа, па некој ако се пожали. Многу малку се говореше, а многу сте потребни во процесот, поготово за подигнување на јавната свест. Искрено е јас да ви кажам, не дека не сме сакале да разговараме и да зборуваме повеќе на оваа тема, но тешко кога можеш да најдеш соодветен соговорник. Кога и да сме побарали податоци, сме најдувале на затворени врати. Многу не сакаат да разговарат на оваа тема и добро е што еве вие како здружение ги отварате вратите, станувате транспарентни и може да се разговара и ние сме секогаш тука во интерес на граѓаните. Ова сите нас не тангира. Во таа насока, еве јас ви отворено ве поканувам да ни бидете гости, ќе добиете официјална покана на 4-та меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа, која што 4 години започнавме 2015 тука во Охрид. Значи, сите оние кои што се инволвирани во безбедност и здравјето при работа беа вклучени и во организација сме сите земји од Балканскиот регион. Сега оваа година беше прво Охрид, па бевме во Словенија, па потоа организатори беа во Црна Гора, во Будва. Оваа година сме во Косово. Повторно, можам да кажам, целиот Балкан кој што работи на ова поле ќе биде присутен. Ќе има дел од вашите колеги новинари кои што во изминатиот период беа вклучени во проектот за изработка на истражувачка студија. Ве поканувам да ни бидете гости и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Сигурна сум дека соработката ќе продолжи на задоволство, реков на сите, пред се на граѓаните. Благодарам за ова учество во Лупа и до некој наредно видување. Благодарам и вас. Поздрав.